Откако ја расчистија депонијата во студентскиот дом во општина Кисела Вода, локалните власти продолжија со хигиенските акции во општина Ѓорче Петров. Комунална хигиена ја прочисти патеката крај речното корито на реката Вардар, која беше вистински предизвик за движење на пешаци и велосипедисти. Помошникот директор на јавното претпријатие Комунална хигиена Кемал Муслија испрати апел до граѓаните за поголема свесност за несовесно фрлање смет. Се наоѓаме на територија на општина Ѓорче Петров во координација со раководството на општината за да го исчистиме кејот, односно патеката кај реката Вардар и тоа од игралиштето па се до мостот Сарај. За оваа активност се ангажирани минимум 15, а можеби тоа ќе се дополни за бројката на вработени да биде околу 20, а ќе се користи и механизација. Целта ни е да овозможиме на граѓаните на овој локалитет да ги користат овие убавини за пешачење, за релакс и така натаму. Воедно апелирам, она што го чистиме, граѓаните да го сочуваат за тоа што тоа е за општо добро. Заменик раководителот на секторот за урбанизам на општина Ѓорче Петров Никола Лазарев прати покана до граѓаните да се вклучат во еколошката акција. По претходен апел на граѓаните, услушани се нивните молби. Ние сме секојдневно на терен, но денеска правиме заедничка акција за да можеме да ги дочекаме пролетните денови со почиста патека, за да можат нашите граѓани да ги обавуваат рекреативните потреби во една чиста и здрава средина. Со овие акции заменикот директор и помошникот директор сметаат дека прават еден мал чекор само да се зголеми свеста за влијанието на фрлениот смет врз целосното загадување на градот.